Венециско биенале 2024, а насловот е секако помеѓу надеж и страв на 60-та интернационална ликовна изложба. Гости во студиото се Славица Нешлиева, авторка на проектот, и Ана Франковска, која што е кураторка на проектот. Велиме добро утро за двете. Добро утро. Срекни празници, срекна нова година, се најубаво, се најдобро во новата, многу успех, многу среќа. Благодариме, исто и на вашите гледачи. Да, ќе почнеме прво со авторката на проектот Inter spem et metum, дали добро го прочитав на латински, да, помеѓу надеж и страв, што значи помеѓу надеж и страв, насловот на оваа креација? Венециското биенале има главна тема. Таа е Странци на секаде, дадена од главниот куратор на Венециското биенале. Венециското биенале постои веќе 120 години, негде од 1895 година, и се одржува секоја втора година. Не сум сигурна како почнало, најверојатно за да можат да се видат трендовите и современите достигнувања секогаш во уметноста од различни делови од светот. Меѓутоа сега е замислата во последниве 30 на години, значи има главен куратор кој што поставува една главна изложба и нормално тука се националните павилјони. Ние сме дел од таа поставка од националните павилјони. Странци на секаде, како што реков, е општата тема, се обидував што пошироко да ја опфатам за да можам да зборувам за толерантност на секое ниво, не само на ниво на националност, религија, туку и на сексуална определба, лична определба и така натаму. Значи, сакав да биде и насловот што поширок, да опфаќа што повеќе сегменти од современиот живот, а да можам сепак да допрам и лични теми. Што очекуваме како институција, како држава во Венеција, во градот на културата, една од културните престолнини, со ова што ќе го видиме таму, а е наше? Очекувањата се секогаш големи. За среќа имаме голямо искуство зад нас како институција. Овој пат Националната галерија ќе го носи 9 пат знамето, националното знаме на оваа престижна манифестација. Јас индивидуално 3 пат како куратор на националниот павилјон. Така да секое ново издание, секое ново патување за Венеција за нас представува уште поголем предизвик и одговорност да постигнеме малку повеќе нели од тоа претходно. Во секој случај Венеција отвара многу врати. Доаѓа едноставно името Македонија до многу уши, нели, на доста значајни меѓународни представници на ликовната сцена, меѓутоа и до широка публика која во тој временски период е ориентирана да ја посети Венеција, затоа што е желна да види што се случува на полето на ликовната уметност, на полето на културата, бидејќи во тој момент Венеција е мека нели на културата и на уметноста. Уметниците и кураторите и институциите прават комуникација, се запознаваат со своји колеги од целиот свет и едноставно комуникацијата и размената продолжува понатаму. А тоа е она нели што сакаме да го постигнеме, да имаме поголема меѓународна, регионална преца, потоа и меѓународна соработка и нашите автори, нашите институции, нашите изложби да бидат представувани во значајни институции во светот. Да, Венеција од секогаш низ годините, од востанувањето па до денес е некаква и нечија мека. Вие се нашите културни трговци, па очекуваме овој пат да му го дадете она најдоброто од нас на светот. Ќе ја прашаме авторката Грдото пајче. Тоа е приказна која што па за повозрастите е сигурно многу позната, за оние помладите не можам да тврдам, не знам како е денес децата, како одат на училиште, добро и што одат на училиште. Зошто Грдото пајче? Од каде дојде инспирацијата? Како е поврзано? Јас во моето творештво секогаш се врзувам за некакви книжевни извори. Овој пат ми се чинеше дека нешто што е, како што велите вие, за нас многу познато, ама верувам и за новите генерации дека е познато, посакуваме да е познато, да. Бидејќи тие бајки од Андерсен се, мислам дека се познати на глобално ниво. Како што реков, сакав да биде нешто што е општо, глобално познато, за да може повеќе луѓе да го прочитаат како што треба уметничкото дело. Меѓутоа, она што ми беше основна идеја е дека тоа е првата приказна која што
пренесува некакви морални вредности. Значи, Грдото пајче зборува за тоа дека треба да ги прифаќаме луѓето онакви какви што се, нели? Да не ги потенцираме различностите, туку да ги прифаќаме. Не знаеме кој каков лебед носи во себе. Сите ние сме некакви лебеди, нели? Па добро, и Грдото пајче исто така ја опфаќа и оној аспект од животот, нели, физичкиот изглед, дали е тој најбитен, бидејќи гледам дека на младите генерации особено им е битен физичкиот изглед, а не Кажав дека не одат на училиште, одат само колку да одат, ви кажав. А не духовното надоградување, па верувам дека и на тој начин ќе допрам до нив, бидејќи не само што реферирам визуелно на приказната на Грдото пајче, туку во инсталацијата се користи звук од цртаниот филм, не знам колку се сеќавате, на Волт Дизни, пее Дени Кеј, многу една стара нумера, за која што се надевам, пишано ми е писмо дека ќе добијам дозвола да се користи, која што ќе потсети исто така на Ја паметиме благодарение на зимското попладне, предпладне на македонската телевизија за време на зимскиот распуст, кој што тогаш беше од 15-ти некаде, беше кон крајот на месецот. Да. Ако сме во екот на зимскиот распуст, нели? Повторно им се обраќаме на најмладите. Што е важно за Македонија на ова биенале? Дали е доволно само да биде таму? Па секако е важно да бидеме. Не смееме да си го дозволиме тој луксус да не бидеме таму, меѓутоа секако дека задачата на Министерството за култура, на институцијата која е носител на проектот, квалитетот на проектот и секако целиот тим кој што стои позади ваквото представување е всушност во промоција на нашиот павилјон. За среќа имаме една одлична локација, која што локацијата е многу клучна во Венеција, бидејќи и за оние кои што биле и за оние кои што не биле нели во Венеција е секогаш предизвик да се биде таму. Во тие мали лавиринчиња, канали, улички и куќички, ако немате соодветно место, ако не сте на соодветна локација, тогаш е многу тешко да бидете нели контактибилни и видени. За среќа имаме одлична локација која што е многу прометна. Пред 2 години кога бевме нели последен пат имавме над 100.000 посетители, што за нашиот павилјон е навистина успешна бројка со одлични критики. Така да, како што ви кажав и првиот, на крајот од првото прашање, очекувањата се секогаш големи, секако тоа е врзано и со организацијата, но и со финансиите кои што ги имаме како павилјон, бидејќи маркетингот и промоцијата се всушност начин на кој што го условно продаваме производот. Така да, тоа е еден пакет кој што сите заедно треба да го издействуваме и изиграме, а верувам дека сите сме професионалци со искуство позади себе, ќе го постигнеме максимумот кој што можеме. Културата не се продава и нема цена, нели? Апсолутно. Тоа е општо прифатен став за оваа сфера од нашето живење. Лебедот полета, успеа, чекаше, меѓутоа успеа. Полетуваат ли лесно нашите автори, нашите уметници за да дојдат до едно вакво дело на едно вакво место? Колку е лесно, тешко? Па добро, да се биде представник на национален павилјон за Венеција е навистина, ми се чини врвна кариера, мислам огромна честа. Во мојов случај треба 30 и нешто години творечко искуство, над 300 групни изложби, над 30 самостојни изложби и истрајност, меѓутоа не секогаш па уметникот или уметничката е спремна да аплицира за да биде дел од Венециското биенале, бидејќи тоа за мене сметам дека е еден вид на заокружување нели на творештво и треба да се има силен авторски печат за да може да бидете дел од Венециско биенале. Секако не е само квалитетот пресуден и организацијата мора да се има и малку среќа во животот. Среќата ги прати храбрите и упорните. Така. Има и млади представници на Венециско биенале, не е секогаш искуството нели пресудно, бидејќи како што веќе реков, Венециското биенале има за цел да ги представи новите достигнувања во уметноста, значи на едно место од целиот свет, односно повеќе од Европа, меѓутоа целиот свет е застапен. Ќе зборуваме повеќе кога ќе се вратите, дај Боже со убави вести, со убави импресии пред се.